Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Кодрат, свештеномачениците Ипатий епископ Ефески и Андреј презвитер, Светиот Димитрий епископ Ростовски. Светиот апостол Кодрат, еден е од 70-мината, ученик на големите апостоли, го проповедал Евангелието во Атина и бил прво епископ во Атина по Светиот Публи, а потоа во градот Магнезија. Бил многу учен во светската мудрост и бил богат со благодатта на Светиот Дух. Неговиот животописец вели за него: беше како утрена звезда меѓу облаци. Облаци биле темното елинско незнабоштво без светлината на благочестието, а Светиот апостол преку зборот Божји им засветлил на елините како голема светлина. Ја осветлил темнината, ги прекинал скверните жртви, ги испокршил идолите и ги разурнал демонските храмови со молитвата. Но темнината секогаш ја мрази светлината, така и незнабожците го намразиле Светиот Кодрат. Прво го тепале со камења како некогаш евреите Светиот Стефан, а потоа го фрлиле во темница и не му давале леп, се додека не ја испуштил својата душа и додека не се преселил во царството на Христа својот Бог. Светиот Кодрат напишал одбрана на христијанството и му ја предал на царот Адријан. Таа одбрана толку дејствувала на незнабожечкиот цар, што овој наредил христијаните да не се гонат без особена вина. Светиот Кодрат пострадал околу 130-та година. Погребан е во Магнезија, каде што и пострадал. Свештеномачениците Ипатий епископ Ефески и Андреј презвитер. Двајцата другари од детство, родум од Ликија. Кога пораснале двајцата, со сета душа се преселиле на служба на Бога. И тоа, Ипатий како строг монах и подвижник, а Андреј како клирик во народот и проповедник на Словото Божјо. Поради големите добродетели, Ипатий бил поставен за епископ во Ефес, а Андреј за презвитер. Обајцата пострадале во времето на иконоборниот цар Лав и Савријанинот. По грозните маки за своето православие биле обезглавени во 730 година и двајцата преминале од овој минлив живот во животот вечен. Светиот Димитрий епископ Ростовски. Се празнува на 28 октомври, а на 21 септември се споменува случајот на откривањето на неговите чудотворни мошти во 1752 година.